Не ти. Океј, страна сме? Океј. Добри сме. Почитувани представници на медиумите, добро дојдовте на денешната пресконференција, каде председателот на владата, господинот Зоран Заев, и министерот за финансии, господин Тедовски, ќе го презентират предлог буџетот за 2019 година. Прво ќе ви се обрати премиерот, повелете. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија, јас како председател на владата на Република Македонија и министерот за финансии, денеска сме пред вас да го презентираме буџетот на Република Македонија за 2019 година. Ова се парите што секој од вас ги одделува за да се вратат назад во заедницата, до секој граѓанин на нашата земја, низ програми и политики што обезбедуваат економски развој, општествена благосостојба, сигурност, социјална праведност и подобра живеачка за секој граѓанин на Република Македонија, без ниту еден исклучок. Сега е секако и време за тоа. Поминаат 18 месеци од денот кога беше формирана владата и кога најавивме нова ера во политиките. Ветивме промени, реализиравме промени, активиравме процеси и реформи за модерен политички систем со силна демократија која им служи на сите граѓани, за разлика од претходниот систем кој служеше само на владеачката политичка елита. Во надворешната политика на земјата направивме сериозен исчекор. Ги вративме евроатлантските интеграции на врвот на агендата, ја испреговаравме и случивме преспанската спогодба, предходно го постигнавме договорот со Бугарија и отстранивме блокадата конечно за нашето интегрирање во Европската Унија и НАТО алијансата. Сето тоа на крајот мора да има рефлексии врз економијата. Од зона на целосна неизвестност Македонија ја доведовме во помирно море, како држава со сигурна и обезбедена иднина. Од изолирана во држава со економски перспективи. Сега е време да се испорачуваат економските резултати и социјалната праведност како основи за подобар живот на сите граѓани. Како бескомпромисен борец и креатор на идејата за едно општество во кој секој е важен, моја должност е да работам посветено за да се подобри живеачката на секој граѓанин. Пред нас е економска година во која парите на граѓаните уште повеќе ќе одат во проекти за поддршка на граѓаните во сите категории, особено најранливите. Промовиравме ново, праведно одоначување, реформа на пензискиот систем и зголемување на социјалната благосостојба. Со буџетските промени за 2019 година најавуваме пресвртница во економските политики. Силниот фокус на евроатлантските интеграции го зајакнуваме со буџет за растечка економија, за социјална праведност, за поквалитетни здравствени услуги и за подобра живеачка на сите, без исклучок. Почитувани граѓани, фискалната политика на владата на Република Македонија за 2019 година е во функција на обезбедување раст на македонската економија, социјалната сигурност и забрзување на пристапувањето во НАТО и интеграцијата во Европската Унија. Буџетот за 2019 година е дизајниран да ја одржи макроекономската стабилност и при тоа да овозможи фискална консолидација. Во 2019 година ќе продолжи трендот на раст на платите и на вработувањата во приватниот сектор, поддржан со владините мерки со што ќе се зголеми расположливиот доход на домакинствата. Порастот на доходот, како и предвидениот раст на кредитирањето на населението, ќе иницира пораст на приватната потрошувачка за најмалку 2,4%. Просечната нето плата во овој период ќе продолжи да расте и се очекува да изнесува 4,5% на номинална основа. Проекцијата за раст на бројот на вработените во 2019 година изнесува 2,1%, што ќе придонесе просечната стапка на невработеност да се намали на околу 20% и јас извесно очекувам да конечно ја пробиеме таа бариера и паднеме под 20%. Во 2019 година се очекува забрзување на реалниот раст на бруто домашниот производ на 3,2%, при што позитивен придонес врз растот е предвидено да имаат домашната побарувачка, нето извозот и капиталните инвестиции кои ќе добијат нова динамика. Продолжува трендот на висок раст на извозот на Македонија,
Проекциите за реалниот раст на извозот на стоки и услуги изнесува 8,5% за 2019 година, а проектираниот раст на домашната побарувачка и извозната активност условуваат пораст на увозот на стоки и услуги, кој што во 2019 година се очекува да изнесува 6,8% на реална основа. Значи, за 1,7% имаме поголем раст на извозот проектирано од растот на увозот во државата. Почитувани, вкупните расходи на буџетот за 2019 година планирани во износ од 228,5 милиарди денари се во функција на функционална одржливост на 4 столбови на буџетот за 2019 година. И тоа за политиките за вработување и за социјалната сигурност, второ за поддршката на домашната економија, за забрзување на реализацијата на инфраструктурните проекти и за интензивирање на интеграцијските процеси во Европската унија и НАТО. Вкупните приходи на буџетот на Република Македонија за 2019 година се планираат на ниво од 210,8 милиарди денари. Вака планираните приходи и расходи резултираат со намалување на буџетскиот дефицит на ниво од 2,5% од бруто домашниот производ или 17,7 милиарди денари во апсолутен износ. Тој тренд ќе го задржиме за да го одржиме и понатаму намалувањето на севкупниот јавен долг. Дозволете ми да издвојам неколку важни точки од посебен интерес за граѓаните на нашата земја. Во годината што полека оставаме зад нас, регистриравме рекорден прилив на странски директни инвестиции, а поддршката на домашниот бизнис ги дава резултатите. И за тоа сме посебни срекни, заради тоа што овие резултати дојдоа на се уште незаокружен процес на осигурување и обезбедување на известноста на Република Македонија. Мислам на процесот во парламентот кој што обезбедува НАТО и ЕУ интеграцијата. Остануваме на нашата определба за раст на поддршката за домашните и странските инвестиции, со буџет повисок за 37% во однос на ребалансот за 2018 година. 37% повеќе пари за зголемување на конкуренцијата на приватниот сектор преку мерки за нови инвестициони вложувања, мерки за поддршка на извозот и освојување на нови пазари, за поддршка и создавање на нови работни места и нови вработувања, за поддршка на малите и средните предпријатија, за субвенции за иновативната дејност, технолошкиот развој и истражувањето и за странски инвестиции во технолошките индустријски развојни зони. Невработеноста ја смалуваме на рекордно ниски 20% со помош на пакетот активни мерки за вработување вреден 1,1 милиарди денари како историјски највисок износ. Ова е пораст од околу 100 милиони во односно 10% во однос на 2018 година, а разликата во однос на претходните години е подраматична. Износот во 2019 година е двојно повисок од остварениот за оваа намена во 2016 година или речиси тројно повисок од остварениот во 2014 година. Овие средства се за креирање програми, мерки и услуги за вработувања, кои ќе се спроведат за да се подобри функционирањето на пазарот на трудот, да се поддржи создавањето на нови работни места, како и вработувањето на младите лица со младинската гаранција, која како пилот програма во 2018 година даде одлични резултати. За здравствената заштита планирани се средства во износ од 30 милиарди денари, што е поголем износ во однос на 2018 година за околу 2 милиарди денари. Предвидено е зголемување на средствата за финансирање на здравствените програми, со обезбедување на средства за бесплатно болничка здравствена услуга за одделни ранливи категории на граѓани, како и набавка на нови лекови за лица со ретки болести. За да се зголеми мотивацијата и да се заштити професионалното достоинство на здравствениот персонал, предвидено е зголемување на платите на докторите специјалисти за 10%, почнувајќи од јануари, и на останатиот медицински персонал, односно медицинските сестри, за 5% уште од јануари идната година. Со септемвриската плата за 2019 година, овие плати на специјалистите ќе пораснат за дополнителни 5%. Тогаш ќе пораснат платите, односно расходите на државата за општите лекари и останатиот медицински персонал. Просечниот приход на специјалистите, заедно со покачувањето од лани, од јануари,
и од септември ќе стигне да биде повисок од 90.000 денари, што значи во 2020 година очекуваме над 100.000 денари. Тоа треба да го нотираме дека во клиничкиот центар огромен број на специјалисти, значи доминантен поголем број, веќе имат просечни приходи од 120 или 130.000 денари со овие мерки. Зборуваме за специјалистите во општите болници, во здравствените домови, на секаде по Македонија. Зошто не уште стега 100.000 денари? Заради тоа што мислевме дека не е праведно, ако наеднаш на специјалистите порасне на 100.000 денари, медицинскиот персонал, како општите лекари, медицинските сестри, да останат без нормалното покачување. И тие дежурат, и тие работат, а стравот на државата од заминување не е само за специјалистите, да, најповеќе за специјалистите, но секако стравот е и за медицинските сестри, и за другите лекари и медицински персонал во државата. Во септември оваа година, знаете дека ги зголемивме платите на сите вработени во јавните здравствени установи за 5%. Благосостојбата на граѓаните е во нашиот фокус. Затоа, во буџетот за 2019 година планирана е сериозна подршка на подршка за земјоделското производство, за квалитет и за сигурен пласман. Износот на субвенциите и руралниот развој планиран за 2019 година изнесува вкупно 8,4 милиарди денари. Ветувањето зелена нафта пристигнува во 2019 година за подршка на земјоделските стопанства од 30% при набавка на гориво за земјоделската механизација. И повторно го имаме интересот на граѓаните во фокусот кога донесовме одлука за зголемување на буџетот на програмата за рамномерен регионален развој, планирана на ниво од околу 512 милиони денари. Тоа се 107 милиони денари повеќе во однос на ребалансот за 2018. И овде е фиксирано само директното финансирање на пари за подршка на проектите од рамномерниот регионален развој. Ако ги ставиме сите регионални патишта, водоводи и канализации, училишта, детски градинки и слично, повеќе сме од 1% од бруто домашниот производ, кој што го дефинира Законот за рамномерен регионален развој, и верувам во периодот кој што предстои пред нас, сето тоа ќе го канализираме да биде јасно видливо и одвоиво, за да може да знаат граѓаните дека Законот за рамномерен регионален развој се спроведува во Република Македонија. Целта е финансирање на проекти за развој на планските региони, развој на подрачјата со специфични развојни програми, проекти за развој на селата, како и проектот за подобрување на општинските услуги, за изградба на водоводни и канализациони системи во општините, управување со цврстиот отпад и други инвестиции во општинските услуги. За прв пат во стратешките приоритети во програмата на една влада е определена програма за намалување на аерозагадувањето. Ситуацијата наложи интегриран и координиран пристап што ќе се спроведува од страна на владата заедно со сите надлежни државни институции, локалната самоуправа, граѓанските организации, деловните компании и меѓународните организации. За остварување на мерките и акцијскиот план за намалување на загадувањето на воздухот, владата и Министерството за финансии определија посебна ставка за подршка на мерките во предлогот за буџетот на Република Македонија за 2019 година. Првично утврдениот буџет за оваа програма изнесува 98 милиони денари, но тој буџет треба да се гледа само како дополнителен дел над веќе постоечките буџети за еколошките мерки, распореден во многу институции и министерства, како што е Министерството за животна средина, Министерството за економија, за транспорт и врски, во проектот за гасификација, мерките за животна средини на општините, но и во многу други институции. Буџетот за 2019 година ќе направи сериозно придвижување во делот на капиталните инвестиции, особено во проекцијата за социјалната сигурност, праведност и солидарност, за јавната администрација, како и за поддршката на нашите евроатлантски интеграции кои идната година влегуваат во клучна фаза. За деталите за поддршката на овие проекти од буџетот за идната година, како и за некои други важни буџетски ставки, ќе му оставам збор на министерот за финансии Драган Тевдовски. Повелете. Благодарам, премиере. Сега повикувам да ми се обрати министерот за финансии господинот Драган Тевдовски. Повелете. Благодарам. Почитуван председател на владата господин Зоран Заев, почитувани представници на медиумите. Буџетот е документ кој ги одредува владините политики за 2019 година. Во него се вклучени промени кои значат социјална сигурност, праведност и економски развој, и клучно е се грижиме за подигнување на животниот стандард на граѓаните,
Предвидени се инвестиции во човечкиот капитал преку образованието, здравството, детската и социјалната заштита. Вкупните приходи во 2019 година се проектирани на 210,8 милиарди денари, вкупните расходи се проектирани на 228,5 милиарди денари. Дел од програмите кои што се од најголемо значење ги истакна премиерот. Јас би сакал да се надоврзам. Имаме буџет за социјална сигурност, праведност и солидарност. Со буџетот за 2019 година е воведена и предвидена реформа во системот на социјална заштита преку воведување на минимален гарантиран приход. Со ова се олеснува пристапот до социјален надоместок на постојните 24.000 домакинства, кои во моментов се приматели на социјална помош, но се создава можности за дополнителни 11.000 домакинства. Се воведува образовен детски додаток за повеќе од 60.000 деца. Воведувањето на реформиран систем на социјална и детска заштита во 2019 година значи обезбедување на дополнителни 2,2 милиарди денари. По овој основ, со овие средства, клучно е, ќе се бориме против сиромаштијата и мерката има за цел да ги излече најранливите граѓани од сиромаштија. Има зголемување на платите во целиот јавен сектор. Во буџетот за 2019 година имаме обезбедено и средства за покачување на платите во здравството, образованието, како и вработените во градинките за 5%, почнувајќи од септемвриската плата, и ова е второ покачување, значи првото беше септември 2018, септември 2019 ќе биде второ покачување во овие важни сектори кои што се столбови на општеството, по спроведување на реформите за јавна администрација од страна на МИОА, Министерството за информатичко општество и администрација. Од септември 2019 година платите и на администрацијата ќе бидат зголемени за 5%. Нам ни треба квалитетна и мотивирана администрација која ќе ги движи процесите во интеграциите према НАТО и Европската Унија. Со буџетот за 2019 година клучен приоритет исто така се интеграцијските процеси во НАТО. Во оваа насока е обезбеден значителен износ на средства од околу 8,3 милиарди денари во Министерството за одбрана. Министерството за одбрана е предводник на реформските активности за зачленување во НАТО. За капиталните проекти во буџетот во 2019 година предвидени се 26 милиарди денари. Во оваа сума не се вклучени поголем дел од патиштата, кои се предвидени во буџетот на јавното претпријатие за државни патишта. Очекуваме капиталните расходи да се реализираат во значителен износ. Оваа проекција базираме на тоа што во најголем дел се завршени процедуралните, законските и другите бариери кои предизвикаа пониско ниво на реализација годинава. Најважните проекти за следната година се во патната и железничката, комуналната и енергетската инфраструктура. Секако предвидуваме и силна подршка за земјоделието. Предвидена е подршка за земјоделските стопанства од 30% при набавка на гориво за земјоделска механизација, така наречена зелена нафта. Ваква мерка за прв пат се воведува во Македонија, со што се намалуваат трошоците за земјоделците, износот на земјоделски субвенции и програмата за рурален развој, планирана во 2019 година, изнесува 8,4 милиарди денари. Во однос на макроекономските проекции, буџетот за 2019 година се базира на интензивирање на економскиот раст на 3,2% од БДП во 2019 година. Според нашите проекции, економскиот раст ќе се придвижи пред се заради солидната лична потрошувачка, извозот и забрзувањето на инвестициите. Кај буџетскиот дефицит има намалување и во номиналниот износ во однос на 2018 година, односно буџетскиот дефицит е помал за пола милиарда денари. Умереното намалување на дефицитот ќе влие директно на среднорочното стабилизирање на државниот и јавниот долг. И на крај би сакал да најавам дека сите податоци од овој детален буџет на Република Македонија дека ќе бидат објавени и овој пат во форма на граѓански буџет. Годинава ние сме срекни дека тој беше работен од страна на тимовите кои што победија на Финхакатонот, кој што летоска беше направен во Министерството за финансии,
и нашиот план е да го објавиме, да го лансираме граѓанскиот буџет во недела. Ви благодарам. Представници на медиумите, колеги, повелете со прашање. На темата, бро. Првите прашања. Кога презентиравте буџетот во Министерство за финансии, го спомнавте јавниот долг. Планирате да се зголеми од сегашните 48,2 на 54,2. Сега, според последните податоци на Министерство за финансии, поправете ме ако грешам, јавниот долг е околу 5,1 милиарда. Да, може ли да ми кажете во апсолутна бројка колку ќе се зголеми јавниот долг во пари и зашто ќе се потрошат овие пари? Значи, клучно нешто што ние го работиме во последнава година и пол, тоа е стабилизирање на јавниот долг. Како го правиме тоа? Постепено го намалуваме буџетскиот дефицит. И вие гледате дека во буџетскиот дефицит кој што е проектиран повторно е намален, сега изнесува 2,5% од БДП. Првата бројка со која ние започнавме беше 3% од БДП и постепено ја намалуваме. Мислам дека бројката за јавниот долг како бројка не е содржана во буџетот. Туку таа бројка која што ја спомнувате се наоѓа во фискалната стратегија која што Министерството за финансии ја објави на крајот на мај, според законски утврдениот рок. Ако ја погледнете фискалната стратегија, таму стои дека на крајот на годинава јавниот долг ќе изнесува 50% од БДП. Но во суштина, ако сега видите колкав е јавниот долг, тој изнесува 48,2. Значи многу пониско од тоа ние што сме го објавиле во фискалната стратегија. Затоа онаа бројка за која што има бранување во јавноста како проекција за следната година од 54%, наша проценка во Министерството за финансии е дека ќе биде значително пониска. Ова е првиот одговор на прашањето. И второ, да знаете дека јавниот долг го сочинува буџетскиот дефицит плюс онлайн кредитирање на државен долг плюс влечење на кредити на некои предпријатија, главно јавно предпријатие за државни патишта, кое што не е дел од буџетот на Република Македонија. Сега, значи на централно ниво ние работиме се буџетскиот дефицит да го намалуваме со тоа што да обезбедиме стабилизирање и намалување на јавниот долг и тоа го правевме. Вториот дел во однос на јавното предпријатие за државни патишта, вие сте свесни дека има превземени проекти, како што е патот Кичево-Охрид, каде што интензивирањето на активностите ќе обезбеди влечење на тие кредити. И тоа што се гледа како зголемување се работи главно за интензивирање на овие капитални инвестиции, кои што ќе го зголемуваат јавниот долг. Ние сме транспарентни и тоа го покажуваме. Зошто во моментов јавниот долг не е според проекцијата на Министерство за финансии, значи е многу пониско од тоа, пониско за 2,6%, затоа што беше забавена динамиката на изградба на патиштата во јавното предпријатие за државни патишта. Мислам дека еве и вие како новинари, јавноста треба да биде сигурна дека ние во моментов успеавме не само да ја забавиме динамиката на растот на јавниот долг, туку обезбедуваме и најможна цена за негово финансирање. Значи по сите ниска цена. Значи обезбедуваме евроврзница со најниска историска каматна стапка, обезбедуваме државните хартии од вредност, значи инструментите да им е каматната стапка многу намалена. Например, инструментите кои што биле пред година, пред две, за една година, каматна стапка колку изнесувала, сега инструментите кои што ние ги издаваме за 5 години имаат иста каматна стапка. Така да фреквенцијата на издавање на хартии од вредност е намалена. Ако порано 3 или 4 пати се одржувале аукции во Министерството за финансии, сега сте сведоци дека не повеќе од 2 пати месечно се одржуваат. Сите овие работи прават да ние многу успешно управуваме со јавниот долг и финансии. Немаме се уште одговор за сумата. Цело време прашуваме таа сума, колку е зголемувањето. Ја немаме бројката. Да се обидам и јас, заради тоа што работиме и заедно со се. Веројатно прашањето како тоа има 2,5% дефицит, а долгот ќе порасне на 54% од 48%. Каде е тој резервоар на парите? Каде ќе одат тие пари? Во јавен долг спаѓа не само основниот буџет на државата и задолжувањето по него. Спаѓаат и вонбуџетски институции. Најголем дел е новиот договор со Екзим банката
за завршување на патот Кичево-Охрид. Гледате дека е неполни 200 милиони евра. И тука е таа калкулација, и тој не може да се искористи сега, ќе се користи до година, и 2020, и 2021, па 2022 ќе заврши, а ќе се враќа кога е пропишено по договорот, но кога подпишуваме било каков долг за заем, за буџетска институција или за небуџетска институција, транспарентно тоа го номинирам. Го пишувам. И тука е таа разлика, ако можем. Пресметката е некои 5% поени. Од 6% поени, од 5 милиарди се 300, односно 6 по 5. Не, 6% поени на 5 милиарди и 100 се 306 милиони евра. Така е 5%, 6% од 5 милиарди и 100 е 306 милиони евра. И некој да биде јасно, значи јавниот долг си е буџетски дефицит плюс он-лендинг кредити кои што влегуваат во државен долг плюс институции што се надвор од буџетот како јавно претпријатие за државни патишта. Што ќе го зголеми, значи ако ние проектираме 2,5% буџетски дефицит, тоа и плюс велиме дека зависно колку овие други институции ќе влечат кредити. Тоа значи колку ќе има активност кај патиштата. Значи ние значи нашата интенција е тамо да се интензивираат активностите и заради тоа сме ја ставиле целата сума, но колку навистина ќе излезе ќе зависи од каков ќе биде интензитетот на реализација. Министре, во буџетот пишува дека дефицитот ќе се финансира со заем за буџетско финансирање гарантиран од Светска банка. Во 2012 година имаше 100 амандмани на заемот од 50 милиони долари, кој што исто така беше за буџетски потреби. Разликата да ни ја објасните. Прво, апсолутно има огромна разлика, бидејќи тогаш буџетот изобилуваше со непродуктивни трошења, како проекти кои што се неефикасни, споменици, жални врби и слично, фасади. Сега ние, значи, може да видите дека го одбираме потешкиот пат, одбираме да правиме нешто што е потребно за економијата, но е многу потешко за реализација, сте сведоци за тоа. Значи, тоа е првата работа. Втора, нашата интенција е да обезбедиме најдобри, тоа го кажав и претходно, најдобри услови за финансирање, односно најниска цена која што државата ќе ја плати или пак на крајот граѓаните. Мислиме дека нашата стратегија е целосно исправна, бидејќи интенцијата е да обезбедиме цена која што ќе биде најниска можна на пазарот. И гарантирана од Светска банка, и гарантирана. Значи во буџетот може да видите проекции дека сега ние имаме проекција за покривање преку домашни извори и преку странски. Во зависно од тоа какви ќе бидат условите за финансирање на домашниот пазар, ние ќе одиме на странски пазар. Во основа гледаме дека во моментов постојат многу поволни услови за финансирање на домашниот пазар. На 15 годишна државна хартија од вредност, 15 годишна на домашен пазар добиваме каматна стапка од 2,9%, што е, ако знаеме дека еврообврзницата на 7 години имала 2,75 каматна ставка, ова значи дека домашниот пазар дава прилично поволни услови. Ке се обидеме колкави што се можностите да го искористиме домашниот пазар, а другото за друго да го користиме странскиот. Секако во предвид имаме и тоа што не очекува во 2020 и во 2021 година, бидејќи посериозните обврски за државата ќе бидат во тие години. Ме интересира дали сите министерства добија колку што побара пари за следната година и бидејќи буџетот е поголем, претпоставам дека сите ќе добијат и поголеми буџети за 2019 година. И второ прашање, дадовте многу општи податоци за капиталните инвестиции. Годинава тие се благо речено катастрофални. По реализацијата ме интересира по-конкретни информации. Ќе почне ли да се гради нов клинички центар? Што ќе се случува со гасификацијата која што е стопирана во моментов со пругата кон Бугарија?
Еве да пробам јас, па министрот ќе ме дополни. Не добија сите министри тоа што го бара, заради тоа што буџетот има лимит и рамка, а впрочем и не заслужуваат во делот на реализацијата на капиталните инвестиции. Јас се надевам дека прво објективните причини се тргнати, а тоа е недоволноста на проектите, незавршени тендерски постапки или слично за да се отклонат. Јас се надевам дека и дефиниравме со кантограмите одговорноста на луѓето што ги спроведуваат низ институциите, како што е правото да се биде раководител или слично. Зборувам за стравот кој што постои во институциите и сите овие и субјективни и објективни околности како што се отстранети, верувам дека ќе пораснат капиталните инвестиции и впрочем тоа го очекувам со пресек 31.12 да не бидат вака како што викате вие катастрофални, туку да бидат подобрени, секако послаби од она што го очекувавме, но тоа ќе ни биде доволен индикатор дека сме на добриот пат за реализацијата во 2019 година. Овде се работи за реализација на железничките пруги, гасификацијата и патиштата. Тие се најголем дел од капиталните инвестиции. После, исто така значаен се водоводи, фекални атмосферски канализации, болници, школи, основни и средни, спортски сали, спортски терени, детски градинки и сето она што представува исто така капитална инфраструктура. Е ослободена и откочена после 3 години цели првата фаза на железничката пруга Куманово-Белјаковци. Со откочувањето веќе се работи во динамиката, за жал државата плати клеймови во преговори, заради тоа што беше причина непостоењето на проектна документација, апсолутно сосема различни параметри за кои што државата се обидела да презала обврска во самиот договор на изведба, но тоа е откочено. Втората фаза, техничкиот диалог трае. Имаме 15 понуди на втората фаза, која што е вредна 140 милиони евра. Веднаш тргнавме во подготовка сите институции надлежни, финансии, подпредседателот на владата за економски прашања, транспорт и врски, но МЖ инфраструктура за третата фаза, која што е 350 милиони евра, може и повеќе, за да може да има континуитет и да го завршиме целиот тој процес, односно да преюдицираме уште понавремено вакви проблеми кои што биле кочница на развојот на капиталните инвестиции. Гасификацијата се гради веќе на двата правци. Едниот е према Кавадарци, Прилеп и Битола, и таму е најголем дел од експроприацијата решен и се гради интензивно гасификацијата, се гради и на потегот Скопје-Тетово-Гостивар. Оваа година испроектиравме динамика каде што 54% се решени веќе имотноправните односи од Гостивар према Кичево. Што значи понавремено веќе ги решаваме работи. Сето тоа ми дава за право да верувам дека и гасификацијата со засилено темпо, доволно очекувачки според нас ќе се реализира. Патиштата се реализираат сите, освен Кичево Охрид, кој што беше проблем. Со освојувањето на анексот, веќе тргнаат оперативите. Таму се работи на 4 подделници внатре, работат стотици подизведувачи и подизведувачи во целиот тој дел и верувам дека и тоа е отклонето. Клиничкиот центар следува идната седмица дебата во парламентот. Во владата заврши комисијата за делот на локациите. Покрај постојната локација овде во Скопје, север, имаме локација во Петровец, имаме локација во Ѓорче Петров. Заедно кога ќе утврдиме локацијата, јас верувам дека предностите ќе бидат на немање потреба да се решаваат имотно-правни односи, односно таа што има најмногу РМ земјиште собственост, најлесна урбанизација и лесно адаптабилна проектна документација на главен дизајн или главен проект. Ако сето тоа успееме ние да го завршиме до првото полугодие, ќе тендерираме заклучно до првото полугодие избор на изведувач. Се работи за Джиновски проект, проектиран, грубо кажено, околу 450 милиони евра, кој што е влезен во севкупниот план за контролиран јавен долг на државата. Така да ако тргнеме и со таа активност, тоа е дополнително значајно. Во буџетот ќе видите има 30 милиони денари за документација на депонии. Имаме намера преку јавни приватни партнерски концесии да ги решиме депониите во државата, кои што влијае исто така на капиталниот развој на државата и за севкупниот економски раст и развој. Имаме 102 милиони евра, ако не се лажам, готови, проверени, исконтролирани проекти за водоводи и канализации во државата. Имаме за некои 30 милиони евра готови за школи и 10 до 20 милиони за детски градинки. Има документации, што е, фала Богу, супер.
Значи, тука е најголемиот проблем кога немате документација. Така да ги споделуваме максимално транспарентно од каде произлегуваат нашите очекувања, а верувам дека сме и поискусни после година и 6 месеци, за да можеме сите овие работи да ги ставиме во функција на развојот. Колку средства се предвидени за гасификацијата за следната година? 2 милиарди. Милиарда 927 милиони денари. И дополнително плюс буџетски средства, 50 милиони плюс ставивме за експроприации за да работиме на Гостивар Кичево, кој ќе почне реализација веројатно не порано од 2020 година, за да може да ги предухитриме самите овие постапки. Така да гасификацијата ја има во буџетот, како што ги има и железниците во буџетот. Патиштата се надвор од буџетот, целосно. Презентацијата рековте дека за зголемување на плати во здравството кај медицинскиот кадар значи стартува од јануари. Претходно изјавата беше од септември. Во меѓувреме значи они се побунија на нееднаквиот процент на зголемување. Дали од стапката до тука завршува место од септември од јануари? Добро, направивме екстра напор. Јас им благодарам на сите министри, посебно на финанси, на тимот од финанси, но и сите министри за доблеста да тоа што го знаеме сите и го сваќаме, да го преточиме во дело. Обезбедивме дополнителни стотици милиони денари, за да можеме да излеземе во пресрет на барањето на медицинските сестри. Замислата беше да почнеме со 5% како и за останатата администрација. Тука се и општите лекари, но тука се и детските градинки, училиштата, МВР, одбраната, сите други институции. Заради тоа што не можеме да останеме глуви на аргументациите кои што ги вадат, а и нивниот личен страф од мотивацијата за лесно заминување, а и можноста и верификација дека е дефицитарен кадар дефинитивно во Македонија и треба да направиме се што треба. Нивните барања беа да се помести тоа од септември и да порасне за 10%. Тоа двете заедно сакаме, не дека не сакаме, но нема пари, толку се парите, за да може да ги алиментираме сите. Сепак, излеговме во пресрет, наместо од 1 септември, од 1 јануари ќе важи покачувањето за медицинските сестри, тука спаѓат и болничарите секако, од 5% да стартуваат точно од 1 јануари, односно од почетокот на 2019 година. Може, министр Тедовски, може конкретно да ни кажете колку ќе изнесува задолжувањето на домашниот пазар до година и на надворешниот пазар и колкави се обврските за поснов на стари долгови? И дали ова ќе значи дека редовните аукции на државни харти од вредност ќе бидат почести и на поголеми износи? Значи, задолжувањето на домашниот пазар може да се види во буџетот. Во основа, ние во овој период водиме политика на, тоа го кажав и претходно, на домашен пазар главно да ги роламе, практично тоа се кои што се обврски од претходни периоди, да ги обезбедуваме само нив, а дополнително нешто да зголемуваме доколку има можности и доколку е потребно. Заради тоа ќе го продолжиме и во иднина, бидејќи клучно е колкаво е нето задолжувањето, и за ние ќе продолжиме практично да ја водиме политиката на 2 аукции месечно. Апсолутно успешно го правиме во периодов и нема причина зошто да одиме на повеќе аукции значи ние нема да влеземе во тоа како што правеше претходната власт да има аукции 3 или 4 пати месечно, значи апсолутно сме сигурни дека целото реализирање на издавање на харти од вредност ќе остане 2 пати месечно.